Со измените на Законот за царини, 50% од давачките ќе бидат хармонизирани со Европската царинска тарифа, почнувајќи од 1 јули оваа година, а останатите 50% од почетокот на следната година. Премиерот Мицкоски вели дека овие измени ќе овозможат поголемо производство, следствено на ова поголем извоз на производи и поголем приход за компаниите. Тоа е уште едно тешко наследство од минатото. Тие се дел од тие парафискални давачки кои што го отежнуваа работењето на голем број и странски, но и домашни производители, бидејќи царината на суровините беше неусогласена со европскиот царински тарифник. Ние тоа го правиме преку ова законско решение. Дополнително со овие измени ќе се олесни и процесот на инсталирање на резервоари за складирање на електрична енергија. Да напоменам дека исто така со овие измени го усогласуваме царинскиот тарифник за така наречените акумулатори на електрична енергија или резервоари за складирање на електрична енергија која што се произведува од сегашните 15% на, мислам, 2,5 или 2,7%, со што ќе се олесни драматично инсталирањето на ваквите уреди. За подсетување на предлог на Министерството за финансии на крајот на мај на владина седница беа усвоени измените за дополнување на Законот за царинска тарифа, со кој во пракса ќе се намалат царините за околу 70 стоки. Габриела Лескова, Сител телевизија.